ВМРО маестрално, СДС катастрофално. Вака у еден гениален политички аналитичар као ја ги опишува изборите во една единствена реченица. На почеток, апел огромен до подпредседателката на СДС Ана. Немој да си даваш оставка. Просто почнавме да те сакаме. Да ги сакаме твоите настави. Да ги очекуваме со нетрпение твоите настави. Твојот оптимизам. Знаеш, кога те гледаме, Ана, на телевизија, кога кажеш дека сте победиле на изборите, твојот оптимизам нас ни дава поука дека никогаш не треба да очајуваме. Дури возот кој ќе помине преку нас, ние да викаме: супер ми е, одлично се осеќам. Може уште еднаш на враќање у рикверс да помине преку мене. Не смееме да те загубиме, жено. Немој, таман почнавме твојата ненаметлива интелигенција почна да ни се допаѓа, да не кажам некој полош збор, мислам ова е убава твојата ненаметлива интелигенција. Немој, врати ја поништи ја оставка. Боле овој Венко да замине, о не ни топло ни ладно говно, мислам, како да ти кажам. Вака тебе како да имаме потреба веќе, не навикна жено многу брзо. Знаеш каква загуба ќе биде тоа за медиумскиот простор? Она, легендарното твое, па ја нема никогаш да го заборавам. И ти не си дик, и ја не сум дик. Ако ти не си дик, ја не сум дик, тогаш ни ти си дик, ни јас сум дик. Тогаш кој е дик? Го јадовте дико. Слушај, некој ми звони, брзо ќе прекинам. Само сакам ова да кажам, не давај оставка. И се надевам дека со победата во Кичево на Македонец, после толку многу години, на оној командант Дехари, или како беше тоа командантското име, дека конечно со победа на Македонец во Кичево, Мицковски дефинитивно ќе ја размонтира Дуи. Она што го кажа, ако е така, ако победи нашиот тамо, нашиот. Ако победи Македонец. Добро, нашиот. Дуи капут. Се гледаме после чепак да ги дочекаме крајот на изборите, Ана оставката назад, Венко да си оди тине. Ти ни требаш. Ни требаш како леп. Ај, чао.